Приказната не учи дека сите ние треба да имаме добра волја и да си помагаме едни на други. Да, и приказната не учи дека треба да се сакаме и да се радуваме. Така, да се радуваме, точно така, Сара, да. И силно да се радуваме. Да, точно, прекрасно, мила моја. Добро, како што гледате, ние сме веќе во сериозни завршни подготовки, односно завршеток на нашите подготовки на представата на Љубавиот подарок за Божик. Тоа е всушност сликовница напишана од авторката Воскресија. Дел само ќе изведеме нели на 6 јануари во 11 часот на онаа манифестација која ќе се случува пред црквата Свети Димитрија на самиот плоштад, каде што ќе се случуваат најубавите и најтоплите моменти кои ќе го прослават овој голем наш христијански празник. Од 11 часот до 12 часот на самиот плоштад пред црквата Свети Димитрија ќе имаме една прекрасна манифестација која ќе биде исполнета со многу љубов, другарство, забава, насмевки и всушност некако на некој начин тие два дена сакаме сите ние да се сплотиме заедно и не само најстарите, туку и најмалите. За нив ќе има специјални посебни пакетчиња бесплатни, каде што всушност секој пакетче ќе има еден примерок од овој расказ, од оваа приказна, од оваа сликовница, најубавиот подарок за Божик, кој ние дел само ќе изведеме на самата сцена. А инаку сум многу среќен затоа што со Снежана Конеска ја работиме оваа приказна, мојата драга колешка, и со студиото Тинтери Минтери, со овие прекрасни дечиња кои едноставно толку убаво влегува во оваа приказна и сите се исполнети и со некаква љубов, радост и едва и чекаме да се појавиме на 6 јануари заедно со пејачите наши, со целата таа публика, со сите луѓе што веќе во овој последен период, овие 2-3 недели, постојано разговараме, се среќаваме и сите се некако воодушевени и во исчекување да дојде овој голем свечен момент. Така да ве очекувам сите на 6 јануари, 11 часот, пред црквата Свети Димитрија, заедно да го прославиме, односно да го најавиме раѓањето Христово. Ама ние треба да внимаваме како размислуваме и како постапуваме. Оти нашите дела раѓаат или добро или зло. Еве ја и Снежка во ново друштво, нормално повторно со деца, а овој пат децата од Тинтери Минтери, студиото Тинтери Минтери од Скопје, во една најнова верзија, во една најнова представа посветена на рождеството Христово. И едноставно баш сум радосна што учествувам во овој настан и во оваа драматуршка приказна, предводена од мојот колега Дејан Милич, каде што во улогата на тетка Кате го прераскажувам целиот божичен настан пред самите деца. Едноставно, дури и самата се информирам за сите настани случени на овој ден, се запознавам со Христовото раѓање, со сите можни настани околу него во Витлеемската пештера и во добрината на самиот Бог и во пораката што ја носи овој настан. И едноставно се враќам на старите вредности, што е она што е добро, што е она што е зло, како во ова невреме време да откриеме што е добро, а што е лошо, како да се почитуваме, како да се сакаме и другаруваме. И веројатно повторно Снежка ќе запее да се сакаме, почитуваме и еден со друг другаруваме. Така и јас овие деца од Тинтери Минтери, пробувајки, се радуваме и едноставно другаруваме. И посакуваме сите деца од цело Скопје да дојдат и да се дружат со нас на овој свечен настан. Повелете, дојдете. Ве чекаме сите на 6 јануари во 11 часот на плоштадот пред црквата Свети Димитри. Целиот град ќе блеска. Повелете!